И нормално, сите луѓе мораше да се најди да речи, абе не ти чини позадината од втората сезона поубаве. Шо беше поубаве, брат, завесите две, шо беше поубаве? Ајде ме зафркаваш и ти ако сакаш завеси, еве ги, ја ги ти дам. Ено дрво горе ќе му клајшки ги овесиш и таа е позадината. Поубава била. Кога си ошол ти в кино завесите и гледаш? Никој. Невој видиш убаво свет и не ме зафркавај, немој да ми крчиш со нештата. Се шаламе, па ти нормално е да не му се бенди за сите имаме различни вкусови. А за вкусови не се дискутира. А шубај се за дискутирање пусти. Не се дискутирало за вкус, зашто да зборам. А уствари се е вкус во животот. Нормално дека ова ако ти се бенди за тебе, мене може нема ми се бенди. Некој повеќе осага, некој помалце, некој. И пошто нели ова е емисија кај што дискутираме за работите за кои наводно не се дискутира, и денес нема биде исклучок. Така што спремете си пуканчињата бате и да си поправиме муавет за вкусовите или вкусовите. Еве да не речите не си изразувам литературно. Дискусија за вкусовите. Пуштај шпица и одиме. Шо е вкус? Вкус е сетилен систем кој е делумно одговорен за восприемање на вкусот аромата. Севе ChatGPT. Сежи ти Госпозо тие големите зборови. Знаеш шо е вкус? Сетилото шо аиш море кога ќе пробаш нешто убаво, ти не ти убаво, тоа е вкус. А го правиме буквално муаве. И пошто тоа ти прави вкусно, невкусно, убаво, не убаво, после тоа за се во животот што ти е убаво или не убаво, се вели дека вкусот ти е тако. Ја сваѓаш споредбата вкус буквално и вкус фигуративно. Попросто од ова објаснување ами. Кој ако сакаш пример да дај. Пример мене гравот жена ми е превкусен. Повкусен грав немам јаден. Брат му неки со очи да го пули на пример тој грав. Него не му учини, тој му чини од мајка му гравоше. Нормално, дур не се жени. На татко ми пример не му е битно од кој е граво, битно е да се јај. Е тоа е буквално шо е вкус. Фигуративно шо е вкус, на пример тебе ти се бенди со емисијата. Убаво ти е да ме слушаш кој збор. На Пеце Трајче таму некаде, не му е убаво да ме слуша, не може да ме поднеси, неки да ме види на патот ме сред. Или пример за музиката, ти слушаш Јала Буба Раста, Теодора Меодора Си, Зоки Поки слуша рок, не може да ги намириса овие што ги спомна ти што ги слуша. И тој мисли дека е многу поголем уметник од тебе, а ти па мислиш дека си многу појак сурат од него. А па Теофилијан слуша џез и за него сте сите малаводот и тој мисли дека со џезо сега едно постигнување што направи во векот, тоа е чудо некое. Трансцендентално ти ги отвори чакрите кон свет. И најако овој вкусот кој се работи за музика е што сите сте во право истовремено никој не сте во право. Шубаво ви го реков, ова сега ме разберете убајно. Сав да речам индивидуално за вас сите си сте во право, субјективно, објективно врска нема муавето што си го мислите во глата, ма нема везе. Ти баре си мислите нешто, ти има луѓе што не мислат. А уште појако е што без разлика што си мислите, на крај сите ќе завршите в кафана гушнати, питулица направени и ништо нема ви смета на никој. Е тоа е тој вкус фигуративно го правиме муаве. Секој си сака различни работи. Ти сакаш мотор, другиот неки мотор да види, ти сакаш ваква кола, овај сака онаква кола, ти јадиш граф, овај јади лубенца и на крај ќе ти речат зато за вкусот не се дискутира, ти е субјективно. Оти кај секој е посебно. Батуле, тоа е поентата на тоа да бидиш човек, сите сме посебни, ние сакале или не ке. Тоа што сите сакат исти да се направат денешно време, тоа е друга работа. За друга тема е тој муаве. Сам да речам сакал ти или не ке, ќе бидиш посебен од сите што биле пред тебе, сите што ќе бидат после тебе. Така што ако не дискутираме за вкусовите, зашто ќе дискутираме? Како ќе се разбериме меѓу себе? Мислам не треба се расправаме за вкусови, тоа е факт. Нема поента се расправаш за кој сака, што сака, пошто што рековме индивидуална работа, ама може да се дискутира, оти да не се дискутира. И знаеш што ти обично луѓето не ќе да прат муавет на тема вкусови? Оти никогаш не ги ни размислувале тие работи. Немат аргумент, нема што каже, од кај знае тој што да ти рече. Прашаш некој BMW што вози, ти сакаш BMW бе брат, зошто баш BMW? Не знаме ба тој ќе ти рече ти така убаво ми прави на душа. Ај што да ти речи што најубаво е? Знај дека не е најубаво, има преубави коли во свет. И поскапи, и полични, и побрзи, и погласе има. Ама ете него така BMW-то му прави во душата. Или пример има луѓе од кој е роден. Дома негоите татко му секој ден шабан го пушта до. Значи шабан за доручек, за ручек, за вечера, за сите мезиња со ракиче во меѓувреме за све. Јас не викам дека тој нема да слуша други стилови, ќе проба. Ќе сака се вклопи во некое друштво, ќе подпорасни, може ќе чуе нешто што ќе бенди се. Сето тоа си стои. Ама секој пат кога ќе ослушни шаба или кој седи негде в кафана и некој суморно јутро ја почне од позади, одма рацете и кревавате авион. Значи нема појако кога ќе одиш в кафана и кога ќе му поводи пелката песната на луѓето и кога кренат сите авиони рацете. Да летавате. Јас да сум ко свирачите ќе чукнам некој семпл таму. Авион кај што прелетува.
И секој пат кога ќе речи пеалката некоја песна го и кренат сите авионите, мавам на семпло да прелета. Само ќе пазиш кај прицкаш по семплоите, ти негде ако прелета авион, може и чаша да прелета, не може да знаеш. Сам да речам, од најмала возраст се гради тој вкус. Са до душа битно е со шо си растен, шо имаш слушано и така натаму, ама не е пресудно. Најпресудно е како ти сага душата, шо сеќаш однатре кога слушниш нешто или кога ќе видиш нешто. И тука нема правила. Има луѓе на пример што дури ги гњават децата, мора ќе му пушта Битлси, ти ќе слушаш само Битлси се. И тоа е супер. Битлси се тоа. Ма не значи дека ако му пушташ само Битлси дека тој нема в кафана заврши на крај. Така, Битлси, суборно јутро бе, авион. Мене пример моментално ме отепаш, не знам да ти кажам кој ми е омилен стил. Пример, татко ми цел век беше хармоника. Дедо ми уште е кларинетист. Многу ретко го фаќа кларинето, ама 102 години колку да го фаќа. Сите околу мене, да не речам народњаци, јас може срамота кажам, полој на народните песните не ги знам цели. Са добро, не ги знам нормално, особено изворните македонски. Ма сам да речам, пошто не се стил што го практикувам, што го пеам секој ден, нормално е да сгрешиш ти на овие што ги пееме секој ден, песните се греши, тексто на моите си го грешам, не ќе го грешам на некој што не ги пеа. Ама на крајот на денот дефинитивно е убо изворното македонско да го знаат сите. Пошто кога се речи македонска музика, тоа е првото нешто што треба да паѓа на памет. Тоа е мелосот наш. Тоа е македонско. Се ова останатото е нечи тук стил на македонски јазик, освен ако не измислиме некој нов стил доправо. Така што убаво е да се знаат македонските народни изворни песни. Оти што знаеш потаму во живото, може и ќе смениме стил, не може да знаеш. Дури може и некоја нова да ископаме, не може да знаеш. Сам да речам, моите никогаш не ме труеле со тоа тие што го сакат, туку ме оставиле аз да си слушам тоа што сакам да слушам. И на почеток порано слушавме тоа што имаш касети дома, цедиња, тоа што ќе ти да. Мајка имаше касети од Ѓорѓе Балашеви, од Чолич, после тоа почна Тоше сите касети од Тоше. Па на цедиња се префрли работата, па нема в CD плеер, па ко добив CD плеер, ева в каде да си изрежам цедина. Па тоа за роден ден и режани цедина носе. Па некој ми имаше дојсено CD измешано со македонска музика, со странска. Измешани внатри Тоше и Еминем и Джастин и 50 Cent и Бритни Спирс, Кристина Агилера. И некако тие најмногу ми останаа за слушање тој период како дете. Сам мислам дека се приметва вака малку. Тро Джастин, тро 50 со репертоаро Тоше и од Еминем измешан. Избора глупости пред камера ко Бритни. И прави музичине како Дре и Тимбо, со малце наросено од фарел вака одозго. И нормално со помалце милионерче, пошто овде го ќе прат свадби на Баир, сакал некел цела битола го слуша, то не може да не ги знаеш тие песни. И зато после току излезе интернето, тука веќе вате, тука се слуша. Од рап до рок, до метал, до поп, до кантри, до соул, R&B, то дефинитивно најдолго време слушав соул, R&B и нео соул. Значи шо немам слушано, море. Ама паса ме прашаш, па не знам ти кажам шо ми е омилено во момент. А иначе во различни периоди, порано различно нешто ми било омилено. Едно време со другарите на метал свирки цело време, едно време на рап настани цело време, па и самиот јас имав периоди поќе кај што сакав да пеам, па имав периоди поќе кај што сакам да рапувам, па имав периоди ништо кај што не кев да правам. И мислам дека и во песните ми се приметва, ќе видиш во едната дисторзи лупнати, во другата нешто меко лаба, во третата рапман. Од се по ништо бе брат. Ама мене ако ме најдоте според мојот вкус, моите мислења да не речам, така и треба да биде. Треба човек да сака да експериментира со музиката, со звукот, со уметноста, со шо и да. Сам супер ако ти функционира тебе вака да сакаш еден стил и само ова го сакам и ништо друго не ќам поке, тоа е супер. Ако ти прави тебе убајна на душата, супер. Мене па напротив баш слободата ми прави убајна на душа. Можам убаво си помина треш метал во некоја шутка таму среде, а можам и во шутка среде убаво да си помина. Талавават, ама ништо не е проблем. Мене и заради професијата секогаш ме интересирале сите стилови, пошто секде има нешто што можеш да научиш и да извлечиш, секде има нешто што е убаво. Затоа во различни периоди од живото сум слушал различни стилови на музика. Денешно време кога размислам, не имам време да слушам музика, чо. Ама не се, аз да најдам време да си ја правам музиката што сакам да ја правам, па другото за слушање не е проблем. Душа вака кога размислам, нешто немам омилен стил, немам ни омилен пејач, ни омилен филм, немам ништо, немам омилено така. Не знам, едноставно мозокот мој со вкусоите не функционира така. Или што би се рекло популарно кажано, за добра свиња нема лоша помјава. Се може да се слуша, се може да се гледа, секаква храна се јади, не е проблем. Се може, само емисијата не може да трај безкрај, макар што работиме на случај. Мислам дека доста е за денешната епизода. Ко за трета мислам дека тама трета сезона, трета епизода. Уште во 3 сато да ја постирам и овие што се суеверни дека речат, чакрите се отворија. Ај доста е убав викенд, убав ден и се гледаме наредна епизода. Поздрав!